На површина од околу половина хектар, непосредно до улицата 204 над поранешната касарна во населбата Трајаново Трло, се наоѓа депонија на која се изфрлаат секакви отпадоци. Наместо земја и градежен шут, како што било определено од локалната самоуправа, таа сега представува складиште за комунален отпад, пластика, остатоци од пцовисани животни и слично. Несовесноста на одделни жители на населбата ја претворила оваа локација во место што секој го одбегнува, иако било планирано да се облагороди со зеленило и да стане место за одмор и рекреација. Соседите од блиските куќи се жалат дека и покрај личните заложби и интервенции со поставување ознаки и друг вид обележја не успеале да го запрати сфрлањето на комуналниот отпад и ширењето на депонијата. Некои дури не се ни запознати оти овде е предвидено да се изфрла и градежен шут. Викат дека собранието донесело одлука за фрлање на шут. Меѓутоа, ова не е шут. Ова е секако ѓубре се става, пластика, дури и умрени животни. Кога се фрле умрено животно, по една недела не смееме да отвориме врати дома. Мирише, смрде, не се трпе. Па се организираме сами да ги фрлеме понастрана и да ги закопаме тие смрдливи работи. Жителите на блиската улица веќе инициирале петиција и собирање подписи, што наскоро ќе ги достават до надлежните во локалната самоуправа, со барање да се преземат соодветни законски мерки за да се спречи ширењето на депонијата. Проблемот го актуализираа и на последната седница на Советот, преку формата на советнички прашања. Имаме молба од граѓаните од околните улици, бидејќи депонијата само на 10 метри од нивните домови. Ако има можност, односно веројатно ќе мора тоа да се среди, да се интервенира, значи да биде користена за таа намена за која што е наменета. Сега дали ќе одеме преку комуналните инспекции, дали на друг начин, меѓутоа кај нив е неподносливо за живење. Од општината рекоа дека еднаш до 2 пати годишно се врши рамнење на изфрлениот градежен шут и земја на оваа локација, но дека досега немало сознанија и поплаки од граѓаните, оти овде се изфрлаат и друг вид отпадоци. Комуналната инспекција ќе направила контрола на теренот и доколку се констатирале неправилности, преку службите на водовод ќе се